Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска пристигнува во Скопје на средба со премиерот Мицкоски. Според најавите од владата, Мицкоски ќе ја пречека Кос, пошто ќе следи тетатет средба и средби со владени представници, а во 13 часот и 20 минути е закажана и заедничка пресконференција на Кос и Мицкоски. Според агендата, еврокомесарката за проширување ќе има средба и со вице-премиерот и министер за европски прашања Беким Сали и со спикерот Африм Гаши. Комесарката Кос ќе го посети студентскиот дом Стив Наумов, реновиран со средства од Европската унија. Таа исто така ќе се сретне и со младенски организации од земјата за да разговараат за можностите што ги нуди поблиската интеграција во Европската унија. Силните перформанси во рамки на реформската агенда Скопје да ги преслика и во преговорите за пристапување, изјави еврокомесарката за проширување Марта Кос во интервју за МИА вчера во пресрет на денешната посета на Македонија. Во пресрет на посетата, Кос вели дека досега немало случај земја кандидат да добие гаранции дека нема да се појави друг спор за време на пристапувањето, потенцирајќи дека доаѓа во Скопје за да ја охрабри владата да го продолжи пристапниот процес, што за нас значи да ги направиме уставните измени и да ги внесеме бугарите во уставот. Кос во Скопје доаѓа и за да разговара за спроведувањето на агендата за реформи во рамките на планот за раст за Западен Балкан, од кој Македонија досега има добиено 142 милиони евра. Пораките од заедничката пресконференција на Кос и премиерот Мицкоски ги пренесуваме во вестите во 16 часот. Уставниот суд денеска треба да пресече дали ќе поведе постапка по иницијативите на левици и демократи кои ја оспоруваат уставноста на изборниот законник во делот на платеното политичко рекламирање. Според судијат известител треба да биде поведена постапка бидејќи политичката реалност е променета, а законот прави дискриминација. Првиот човек на уставен пак вели дека нема логика граѓаните 4 пати да ги плаќаат политичарите од буџетот. Поделени се и мислењата дали воопшто треба да биде поведена постапка за иницијатива за која веќе судот има донесено решение. Гледаме делот расправата во Уставниот суд од утрово, а конечната одлука ја пренесуваме во вестите во 16 часот. На помалите политички партии на дискриминаторски начин им се оневозможува фер начело во изборната кампања за сите видови на избори што ги имаме, локални, парламентарни, председателски. Ова дискриминација се забележува посебно во нееднаквиот пристап и во можностите во изборните процеси на сите политички партии. Им се ускратуваат можностите, а со тоа и шансите да се надпреваруваат. Регулативата е штетна, противуставна и изразито непропорционална однос на можностите, правата и обврските на сите политички чинители и субјекти кои се надпреваруваат во изборните кампањи. Со наши пари се плаќа политичка кампања на политичките партии. Не заборавајте дека има закон за финансирање на политички партии. Значи 2 пати. Завршува изборниот процес по бројот на освоени гласови повторно со наши пари. Значи 2 пати. Политиката зазема разни мести, што во позиција, што во опозиција. Земаат плата. Повторно буџетски пари. И на крај за уште еден абсурд, за кој судов се има произнесено, и тука имам поинакво мислење, завршува мандатот на политичарот апанажа. 4 пати. 4 пати граѓаните ги плаќаат политичарите. И сега ајде да збориме за реалност. Зборевме за политичката реалност, ајде да видиме другата реалност. Па ние реално сме меѓу најсиромашните земји во Европа. Веќе решена работа не е нешто што е исклесано во камен и нешто за кое што Уставниот суд не треба или не смее да одлучува. И од досегашното мое скромно искуство како судија на Уставниот суд, видов за 2,5 години дека многу пати сме имале решавање на веќе решени работи и многу судии заземале поинаков став од тоа не како тие сами заземале, туку како некој друг состав во минатото подалечно или поблиску заземал став. И се покажало како добро дека одиме чекор со општествениот развој, кога не се држиме слепо за веќе донесени одлуки.
А особено како што прочита судија Насар во нашиот акт, кој што вели ако има нови факти и околности, тогаш неспорно е, предпоставувам кај сите нас, дека треба да се одлучува. Ако се видат списите на тој предмет, таму се оспорени истите законски одредби. Истата содржина, значи нема измена никаква во законот. Слушам за некои политички ситуации, дека се менувала политичката состојба во државата и така натаму, но повеќе пати сум рекла, навистина сум алергична кога во Уставен суд на седница се зборува за воопшто за политика, кога се спомнува и какви се состојбите и така натаму. А политичките партии денеска разменуваат обвинувања за измените на изборниот законник, кои заглавија во собраниска процедура со над 13.000 амандмани. Од ВМРО-ДПМН денеска ги повикуваат опозицијските СДСМ, Левица и ДУИ меѓу себе да се договорат што сакаат од изборниот законник, бидејќи ВМРО-ДПМН е подготвена за разговор на сите теми, освен гласањето на диаспората. Не може еден ден да се договараат, а следниот ден да го блокираат истиот тој закон кој веќе бил договорен. Не може во јавноста да пласираат различни тези, а зад затворени врати да преговараат за сосема други прашања. Затоа ги повикуваме најпрво да се договорат меѓу себе. Да седнат да се договорат за една изборна единица. Да се договорат за модел на финансирање. Да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи. И конечно да седнат и да се договорат дури и за моделот за изјаснување на диаспората. Сето тоа кој што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас, ние тоа ќе го прифатиме. На Мицкоски на ВМРО не име ниту до реформи, ниту до подобрување на изборниот законник, ниту до консензус во возвратија од СДСМ. Целта е една, изборен грабеж и манипулација со 200.000 гласови од диаспората. Ја укина техничката влада на сила и без консензус. Откако не му пројде моделот за електронско гласање на диаспората, се обиде да протне нов за гласање по пошта и повторно без никаква контрола и без да се гарантира волјата на граѓаните. Проблемот е кај власта, кај Мицкоски, кој сака да манипулира со 200.000 гласови. Реформската агенда ја користи само како изговор и ја либи за сопствената неспособност да ги реализира обврските од евроинтеграцијскиот процес, се вели во соопштението на СДСМ испратено ова утро. Со 11 гласа за и 4 по Бадентер, актуелната ВД председателка на Скопскиот кривичен суд Даниела Димовска, судскиот совет ја избра за нов председател на кривичен. За оваа позиција пријавени беа само двајца кандидати, Димовска и судијата Ивица Стефановски, која е судија во истиот суд. Димовска беше поставена за ВД председателка пред повеќе од една година, откако претходниот председател Иван Джолев беше избран во повисокиот апелацијски суд. И двата кандидати се докажале во својата работа, станува збор за врвни професионалци, но сепак таа нијанса која што преовлада кај мене, во поглед на тоа каде да го дадам својот глас, беше споредбата на акцијските планови и програмите кои што ги дадоа двата кандидати, каде што кај кандидатот Даниела Димовска детектирав малку поразличен и друг вид на менаџирање на институцијата. Нејзиното визионерство преточено преку програмата што ја има доставено до судскиот совет и акцијскиот план јасно дава слика за човек кој што има јасна визија за тоа како да се движи во својот мандат со цел да го издигне судот на едно повисоко ниво, да заштити независноста на судиите, владењето на правото, применувајќи ги при тоа и европските стандарди, а сето тоа во рамките на можностите што ги има како од финансиски аспект, така и човечки ресурси и слично. И тука јасно видов дека она поседува јасна визија за самата организација и унапредување на работата на судот и дека има изразени менаџерски способности и успешно раководење со самите човечки ресурси. Нели покрај неспорната нивна стручност и искуство, кандидатот Данела, пред година, значи, видовме дека покажа големи лидерски способности или капацитет, како да наречам, и одлучност да ги унапредува работата и самиот углед на самиот суд.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска на самитот на НАТО ќе се обрати на состанокот на Северноатлантскиот совет на ниво на шефови на држави и влади кој се одржува во Анкара. Силјановска ја предводи делегацијата во која покрај неја се и министрите за одбрана и надворешни работи, како и началникот на генералштабот на армијата. Во фокусот на агендата на самитот е јакнењето на колективната безбедност на алијансата преку поголеми инвестиции во одбраната, развојот на одбранбената индустрија и унапредувањето на одбранбените способности, како и продолжувањето на поддршката за Украина. На маргините на самитот предвидено е председателката Силјановска-Давкова да оствари средби со шефови на делегации на дел од земјите членки на НАТО. Силјановска утрово во пресрет на состанокот на Северноатлантскиот совет порача дека проширена и обединета Европа значи и посилна НАТО. Today I would like to say that the motto Stronger Europe, Stronger NATO, in my thoughts, is that enlarged, united Europe is stronger Europe. But the strongest Europe is Europe living in peace and democracy based on principles and values. Товарните возови повеќе нема да влегуваат во Скопје. Наскоро ќе биде пуштена во употреба железничката обиколница на главниот град, која ќе се користи само за карго сообраќај. На трасата тест возење изврши министерот за транспорт Александар Николовски. Драго ми е што правиме едно тест возење на обновениот железнички коридор, практичната обиколница на градот Скопје, линијата помеѓу Драчево и Илинден, со која што товарните возови се вадат надвор од градот Скопје. Со реализацијата на овој проект многу се помага во заштита на животната средина и намалување на загадувањето на градот Скопје, имајќи предвид дека товарните возови веќе нема да влегуваат во градот Скопје. Ова е проект кој што го работеше јавното предпријатие Железници инфраструктура, го заврши во максимално брз рок и сакам да честитам на директорот Ивановски на неговиот тим. Во моментов има тест период, пошто е потребно да се направи технички прием и очекувам некаде за 20 дена карго возовите веќе да ја користат оваа делница, која што ќе значи многу и за заштита на животната средина и за намалување на загадувањето во Скопје од една страна, но од друга страна ќе значи и побрз карго сообраќај на коридорот 10, што ќе значи повеќе бизнис и повеќе железнички композиции на македонските пруги, што многу ќе придонесе и кон развој на бизнисот и кон развој на целокупниот транспорт. Кај античкиот град Баргала откриена е некропола од 4 век која се простира на 5 хектари. Трајан Ристовски со деталите на оваа тема. На 500 метри од локалитетот Баргала, од левата страна на Козијачка река, откриена е доцна некропола. Локалитетот е познат како Џамалџиски гробишта, кои се простира на површина од околу 5 хектари, а се претпоставува дека гробовите потекнуваат од 4 до 6 век. Откриени се 7 до 8 гробови и реков една мало гробче на мала индивидуа со коските. Меѓутоа изостануваат на одите, значи немаме досега откриено монети, немаме откриени некои предмети кои што директно, освен фрагментирана керамика, меѓутоа самата керамика укажува на тој период, а меѓутоа типовите на гробови се соодействуваат на досната антика. Дополнителните антрополошки и научни анализи треба точно да ги датираат гробните наоди. Археолозите кои работат на терен сметаат дека на ова место има постара некропола, што ќе значи дека реонот бил населен уште пред да биде основан градот Баргала. Може би тука ќе се најдат и постари гробови, каде што може би ќе го вратиме периодот малку поназад, бидејќи во околината на целиот овој простор ние имаме и железнодопски населби, имаме и железнодопски гробишта, така да со понатамошните истражувања може би ќе можеме и назад да се вратиме на оваа локација, дека животот постава многу порано, не само од 3 век кога и 4 кога Баргала почнува да обстојува како цивилна населба. Подоцна Баргала прераснува во значаен верски, административен и трговски центар, а бил и седиште на епископија. За Сител, Трајан Ристовски.